Почитувани гледачи, добро вечер. Добре дојдовте на програмата на Канал ВИС. Стартуваме со новата сезона ВИС спорта, кој што ќе ги пренесува сите оние интересни случувања поврзани со спортот во Струмица, но и во Југоистокот. Веќе забележувате дека во ова прво издание за оваа сезона гостин е Кире Ричлиев, човекот кој што е добро познат и не е за прв пат овде во студиото на Канал ВИС, но има и повод, бидејќи за прв пат во историјата на клупската одбојка на Македонија, ако не се лажам. По втор пат така. Лига на шампиони ќе игра македонски клупски представник. Ричлиев, добре дојдовте во студиото на Канал ВИС. Реков дека Струмица, повод е тоа што вие излегувате на европската сцена и тоа во Лигата на шампиони. Противника е Динамо Апелдорн, ако не се лажам. Апелдорн, да. Ете така. И тоа веќе следната недела, веќе ќе ги одмерите силите во рамките на првиот меч. Во меѓувреме организиравте еден силен меѓународен турнир овде во Струмица по повод 75 години одбојка. На самиот старт, како помина турнирот, колку сте вие задоволен? 3 надпревари, Будва, Раднички, Крајова. И Крајова, да. Па, благодарам за поканата. Знаете, ево година славиме 75 години од нашето формирање, еден голем јубилеј, стварно 75 години еден континуитет за тие наши тешки спортски времиња е сигурно започет. Не зборувам за успех, не зборувам за традицијата на околу Струмица и така натаму, зборувам за клуб кој што стварно даде голем број репрезентативци, интелектуалци, луѓе пред се и така натаму. Да, игравме тежок турнир, игравме секој ден, одигравме 13 сета за 3 дена, стварно напорно, меѓутоа морам да кажам дека сум задоволен, бидејќи тоа се првите контролни мечеви, каде што може да се види формата на играчите и како тие се снаоѓаат на теренот. И сега ни преостанува уште 10 дена уште нешто да поправиме, ако може да се поправи, и се надам дека колку толку спремни ќе го дочекаме овој меч. Само да кажем дека екипата на Струмица играше Лига на шампиони во 93 година со екипата на Донал Крафт од Виена. Таа легендарен надпревар одигравме ноември месец, изгубивме 3-2, многу народ, многу публика, многу интересен надпревар. Во возвратниот меч изгубивме 3-0 во Виена и они ги продолжија надпреварите, ние отпаднавме. Но да се вратиме повторно на турнирот и она што значи екипа на Струмица Никоп. 3-2 победа против Будва, 3-2 победа против Раднички, да, и пораз од Крајова. Во меѓувреме ОК Струмица Никоп донесе засилувања, руски тандем или трио, простете. Филип Деспотовски, мислам дека овде се вклопи во играта. Колку овој тим, овој костур и она што го видовте на терен може да одолее на предизвикот Лига на шампиони? Па добро, ние се вида дека преку овој турнир имаме конкурентна екипа, не само за наши прилики. Стварно екипата на Крајова е доста силен тим со буџет преку 1.200.000 евра, а ние имавме први сет малку игравме лошо, другите два сета бевме некаде егал до 20 поен. Многу спремна екипа, додека со другите екипи Будва и Раднички, се тие се екипи што поголем буџет ние успеевме да ги добиеме, иако во нашите ред имаме доста новајли. Сами рековте, 5 играчи се нови, така да треба време тие да се воиграт, треба доста надпревари. Каже, хендикеп е тоа што ќе нема и други контролни средби, меѓутоа ние имаме конкурентни играчи кои што 12-торица кои што вредно работат и верувам дека со добра и паметна дозирање на тренинзите ќе успееме да дојдеме до саканата цел. Пак ги повторам, екипата ги знаеме кои што ни е слабостите, како што рековте, преку тие 3 надпревари. Повеќе внимание треба да се обрне на блокот и на сервисот, бидејќи во машката одбика тие се двата клучни елементи. Без тие два елементи тешко може да се носи со екипи кои што во своите редови имаат повеќе двуметраши, многу силни смечери, така да блокот и сервисот, со сервисот ќе се оддалечи од мрежата и полесно ќе се браниш, а со блокот најлесен поен во одбојката е блокот.
Така да, ако успеем то колко толкова да го изправим, аз вярвам дека равноправно ќе се носиме со екипата на Динамо од Апелдорн. Добро, тука и Стојан Чилиев го заборавив, ако не се лажам, репрезентативец од тој беше и струмишко дете, беше повратник, односно играше во вашиот клуб, па реков и засилување од Русија, тука Деспотовски, колку тие нови имиња, рековте, конкурентен е составот на Струмица Никоп, но колку може да му парира. Имам информација дека во меѓувреме анализирате играта на Динамо Апелдорн, колку што претпоставам дека и тие вас ве анализираат. Од вчера почнувате некои тактики во спортската сала парк да испробувате. Колку може со еден ваков ростер, рековте квалитетни 12, и дека треба да се даде акцент на сервисот и блокот, може да се одоле на холандјаните кои што имате на огромна традиција? Да. Станува збор за екипа доста силна. Минатата година учествуваше во во групната фаза на Лига на шампиони. Така да од ова година имаат 3 принови на позицијата примач, техничар и коректор. Сега не знам од нив кој како играе. Сигурно и он нешто криет, како што и ние криевме на овој турнир. Така да преку самиот направ тоа ќе се види. Знаете, ниједен надпревар не е ист. Секој надпревар колку да се анализира, колку да се скаутира, бројките кажу во едно, а на самиот терен во декот на играта има играчи кои што многу размислуваат, кои што ти ако го скаутираш смечира паралела, он смечира диагонала или некоја спуштена топка ќе фрли, така да никогаш не е исто. И затоа барам да има некој поидобна основа што да тргнеме и да анализираме. И затоа ние ќе добиеме, они одиграно 3 надпревари, ќе добиеме анализите од 3 нивни надпревари. Така аз верувам дека добро ќе се подготвиме. Имаме и доста искусни играчи, имаме и репрезентативци кои што имаат долго време, искуство на вакви надпревари. Да, настапувано низ европските шампионати, така да верувам во нашите играчи бидејќи вредно се работи. Тренингот е огледало на надпреварата. Ако добро се изработи, тогаш и на самиот надпревар ќе се очекува добар резултат. Станува збор за екипа кој што има освоено повеќе национални титули, но и настапи во Еврокуповите. Зборуваме за Динамо Апелдорн од Холандија. Во меѓувреме спомнавте дека и тие се засилија, кријат своја адути. Да се сконцентрираме на Струмица Никоп. Дали имате соодветна замена? Кој е она на кој што ќе дадете акцент, барем оваа недела пред да заминете? Дали на коректорските, на центарските позиции? Каде ќе посебно акцент ќе дадете во овие преостанати денови? Дали на играта за блок, на сервис или што е она што според вас ќе биде клучно за да подобрите формата кај одбекарите? Како што реков, ние имаме 12 добри играчи. Сме покриени 2 добри техничари, 2 коректора, 4 примачи, 2 добри либера, центри, тројца. Така да сме покриени на сите позиции. Сега ќе види овие 3 надпреварни дадоа некоја појдовна слика, некоја појдовна основа што ни фали со тие екипи кои што играат одбика на високо ниво. Еве јас ви реков дека сервисот и блокот, меѓутоа има едно непишено правило во одбојката, ако екипата која што игра не реализира преку 55 до 60% од контранападите, ја го губи надпреварот. Значи тука тие се така наречените пасивни блокови кои што треба да се одбраниш па да поентираш, бидејќи со тие пасивни блокови и со тие контри топки самата екипа се подигнува, а другите екипи губи само довербата, точно. Затоа секој елемент е значаен во одбојката. Одбојката е тежок спорт бидејќи има многу елементи. Затоа меѓутоа пред се одбраната. Ако ние успееме да се одбранеме, ако дојдеме до тие повеќе контри поени во текот на сетот, тогаш се игра многу полесно. Има многу силни смечи, топките не се бранат. Значи половината работа треба да заврши блокот и сервисот. Другото преку контрнападите и преку играта во одбрана. Како стојат холандјаните на тоа поле во однос на сервисот, да имат ли добар сервис, бидејќи од тука почнува добар сервис, половина поен, како што велат одбекарските работници. Од она што го видовте досега кај холандјаните? Баш вчера го гледав на преварот лани што играле во финалите на нивниот шампионат со екип на Орион. Така да
мислам дека ова година за Јански бидат послаби. Еден примач, искусен примач ги напушти, замина во друг клуб или се откаже, не знам. Меѓутоа, сега он донесо на тоа место друг еден играч, бивши играч од француското првенство од Нарбон, екипата. Сега имаат и они екипа не е доста искусна. Млади, стану збор за млади екипа, негде просто околу 24-5 години. Високи се колеганите, секој пат се високи тимови. Пак ќе кажам, тоа не зависи, бидејќи прв пат се игра Лига на шампиони на 20 септември, сега се играше ноември месец, крај на октомври, прв пат сега. Каде што сите започнуваат на некој начин и холанѓаните исто така почнуваат со оглед дека нели имаше и мондијал во меѓувреме. Она што првично кога беше ждребот беше дека прво ќе се игра во Македонија, па потоа 7 дена подосна во Холандија, дојде до рокада. Првиот меч го играте во Холандија. Холандија на 20. Кога заминувате од Македонија, ќе имате ли време за аклиматизација? Еден ден обично, зависимо од авиолиниите, тргнуваме на 19. Играме на 20. Обично така е сегаш во Еврокуповите, се оди ден порано, таму се тренира, па 2 тренинга, вечер играш натпревар. Така да ние сме искусна екипа. Кај нас има доста репетитивци кои тоа го поминале со некои патување со нови терени, таму има герфлор, така да не е да играш на паркети, на герфлор или на нова подлога. Добро ќе се прилагодиме. Мислам дека ќе се прилагодиме. Таа е голема сала, там збира преку 5000 гледачи, така да има добри услови за тренинги за. Да, но холанѓаните некако мислам тие се веќе и во самиот врв, но претпоставам дека ќе не идат и на силна публика. Ќе успеете ли? Каква е расположението, атмосферата кај вас во Струмица, Нико, бидејќи не само играта, претпоставам дека ќе има и притисок од публиката, односно од присутните таму. Они баш синоќа видов веќе карти се пуштени во продаја. Во продажба, така да они се дисциплинирани гледачи, секогаш ги полнат трибините, секогаш луѓето во западни држави секогаш го сакаат спортот и се големи фанови. Некако се расте кај нас. Се зависи од колку пари ќе влезницата, они кај нив проблем не се парите, проблем е забавата. Они одат да се забавуваат таму и ги дадат подршка и на противникот и на домашниот тим, така да салата ќе биде сигурно преполна. Тоа го знам од искуство. Ние сме играли во екипна Струмица, Купница во Цволе, во Холандија, сме играли со репутацијата во Роттердам, така да секој таму салите се полни. Така. Ричлиев, да отвориме дефинитивно, да расчистиме енигмата. Каде ќе се игра реваншот? Ако на 20 играте во Холандија, 7 дена подосна. Каде дефинитивно падна одлуката? Дали тоа ќе биде спортска сала Парк Струмица или сепак Скопје? Јане Сандански. Дефинитивно играме во Скопје, во Јане Сандански. Тоа е големо разочарување и за нашите навивачи, бидејќи ќе има организиран превоз, не е тоа проблем. И тоа ние го носиме нашиот главен патрон општина Струмица, клубот се вика Струмица. И ние тука не идовме на подршка од концесионерот во сала Парк. Знаете, има нашата сала е точно сега на 21 септември ќе наполни 41 година. Тоа се години кои што цело време се амортизира, а во салата нема ни еркондишн во денешно време, да не зборуваме за парно грење и така натаму. Подлогата е веќе доста амортизирана и затоа требаше да се вложи повеќе средства, не само за овој натпор. Ние и кога тренираме има проблем веќе со салата, има многу се лизга или субиквалните нема топла вода и не знам што. Голем проблем ни е спортскиот објект во парк, а замислете, само спортската сала Парк, од сите сали што се во Македонија остана под концесија. Сите други сали ги вратени општините, ние мачиме со таа наша сала, бидејќи јас многу добро ги знам приликите, 95% од правењето таа сала да правиме со самодопринос, само 5% пари недостасува, па се зеде некој кредит од општина Струмица, значи таа сала е цело наш. Меѓутоа дојде време Лига на шампиони да играме во Скопје, нашите гледачи, луѓето ме среќаваат по патот и секој ден ме прашуваат што била причината. Сега како да му кажеш дека нашата сала не ги исполнува условите, затоа што нема сублеквални, затоа што нема еркондишн. Во салата сега треба да има минимум некаде околу 23 степени. Во салата ако играш на денот, да кажем во 17 часот, салата преку 30 степени. Кој ќе даде да играш? Ако играш дај Боже сега да поминеме, ни треба да играме со екип на Бенфика во Португалија.
може играме да кажем на 5 ноември. Кай ќе влезеш, треба да биде 20 степени салата, 18 степени минимум, а нашата сала ќе биде 10 степени. Ќе дојде делегатот со барометрот, ќе измери температурата и нема шанси да играш. Тоа е големата неправда што все уште спортски екип во Струмица ја имаат со таа сала, бидејќи едноставно условите не ги исполнуваат. А не зборам ако има некоја невреме се погоди дожд да заврне, тогаш треба со кофите и со ванглите да одиме под ова. На паркето на да паркето, се да. мислите на прокиснувањето. Ричлиев, ова хендикеп ќе ви биде? Апсолутно. Ако евентуално извлечете поволен резултат во Холандија и во реваншот да се надевате. Иако нели да не алудираме дека веќе на некој начин е предност домашниот терен, но никогаш не се знае тоа. Но неиграњето во сопствениот град пред сопствената публика, рековте дека ќе имате организиран превоз, но сепак нема да тоа. Не е исто, па не е исто, да. Го сметате ли за хендикеп и дополнителен притисок во намерите за поголем престој на европската одбојкарска сцена? Притисок не, меѓутоа хендикеп да, бидејќи знаете секој ќош, секој дел од салата ти ја познаваш, туку таа сала тренираш, работиш толку време и сега одеш ние ќе бидеме гости во Скопје во Јана Сандерски. Не зборам колку пари ќе ни земат за тие 2 дена, за информација само да ви кажам дека близко 10.000 евра се плаќа 2 дена сала во Јана Сандерски. И тоа наши пари, нашите спортските пари колку се тешки да се добијат. Затоа треба малку повеќе поголема анализа од се надам дека нашиот гранчалник може ќе слушне и доста гледам човек се залага сака да ги среди односите, верувам дека таа сала конечно ќе дојде под општина Струмица и на крај крајeva зошто и да не се реновира и зошто да нема и нели и парно грејење, знаете. Ќе дојде сега од средината на ноември до средината март ние во салата работиме со вентијагни, бидејќи е ладно, или со ракавици. Рецимо во декември месец треба играчите работат со ракавици. Тоа е жално што во денешно време замислете да играш во. Рековте со самото тоа што ќе играте Лига на шампиони со Динамо Апелдорн, независно од епилогот, како ќе биде во овој двомеч, ви останувате на европската одбојкарска сцена и тоа ако бидете не дај Боже поразени, ќе играте во купот на ЦЕФ, ако не продолжувате со португалски Бенфика. Тоа ќе биде во рамките на второто коло. Ќе бидат ли улеснување кога веќе зборуваме за условите за салата, ако се игра со Мурса Осијек, мислам дека можен противник во купот на ЦЕФ. Може ли па тогаш да се игра овде во Струмица? Во Лига на шампионите има доста ригоросно. Лига шампионите е дури по-ригорозни да бидеш и на домаќин некој група на европско првенство. Значи имат стандарди кои што треба да се исполнат. Прво да ви кажам дека една од стандарди самото околина на салата треба да биде се чисто, треба да биде што викаме ние струмични под конец. Нашата знаете што е околу салата. Да зборам за влезовите, треба да имаш помошни излези, влезове горе по трибините. Така да стандардите за Лига на шампиони се многу тешки. Тешко да ние поготово со нашата сала нема шанси да ги исполниме. И затоа купна ЦЕФ малку по-друго, меѓутоа ќе видиме пак. Да, но во секој случај останувате на европската одбојкарска сцена, не прекинува со епилогот со Динамо холандиски. Што може да очекуваме од Холандија? Од Холандија може да ви, од имотни играчи да кажем дека ќе го дадеме максимум што моментално играчите можат да го дадат. Бидејќи знаете, почеток на сезона е можеби ќе дојдеме до врвот на формата на поединците, меѓутоа може ќе ни фали уште 10-15% од нивната форма и во нивно име може да кажеме од името на стручен штаб дека ќе го дадеме максимумот и секоја шанса што ќе ни ја пружи противно ќе искористиме. Ние сме искусна екипа, знаеме како се играат такви тешки надпревари, така да еден дел мал поклон од нив ние ќе искористиме. Да. Бидете убедени. Да, атмосферата претпоставам дека е добра во клубот и императивот да се преброди едно коло, да се испише една нова страница во македонската клубска одбојка, тоа ќе би било успех, не се сеќавам сега, не коригирајте ме, ако пред 93-та сте наишле со австриците во првото коло, дај Боже сега да обезбедите пласман и во второ коло од Лига на шампиони. Да, се надевам, ние затоа екипата е доста појачена, знаете.
Нашиот тим веќе расте, од година во година расте, се вложува повеќе пари, се работи професионално, така да ОК Струмица е клуб со голем респект, не само во Македонија, него низ Балканите, низ Европа, така да секи дадме овој имидж да го задржиме. Да. Останувате во Холандија, 20 е на преварот, 21 се враќате. До реваншот, дали ќе се користи салата парк или пак ќе се преселите во... Ќе се преселиме, последните 2 дена ќе се преселиме во Скопје, во Јана Сандански салата. Од тука ќе има реков организиран превоз, ќе има навијачи, ако ништо друго, барем нашите пионери, кадети, младинци, симпатизери кои стално се со нас, кои не пратат, ќе дојдат, ќе набодрат. Реков, домашниот терен е голем предност меѓу тоа што е тука. Се надевам дека ова наше гостување во Скопје сега ќе даде повод за општина Струмица, конечно го реши проблемот со таа сала, па макар нели и ние да бидеме на некој начин жртви. Да. Во однос на да се задржиме уште ова прашање со Динамо Апелдорн, лично вие, Ричлиев, ако ве прашам, ја гледате Бенфика веќе или треба да го многу полесно ќе биде да работите после првиот меч? Како ти стои расположението? Не, ни после првиот меч па нема да биде, нели, екипата, моја проценка дека сме екипите тука негде, изначени. Пак ќе кажам, моменталната форма на играчите, моменталната наша тактика од наша страна, од една страна, се е поврзано тоа. Екипите се доста начин така да не е ни чудо ако си игра некој златен сет или ако си игра некој плюс, ако ние таму изгубиме 3-1, дома ги добиеме 3-1, па си игра златен сет, така да може би ако таму изгубиме 3-2, тој поен многу ќе ни значи, тој ќе те може 3-1 или 3-2 ќе се изгуби па златен сет. Се е поврзано, јас верувам дека до крај нема се знае. И моменталната мотивација иако одбојката е тимска игра, но сепак кога влегуваат мотивирани на теренот е многу полесно се поминува таа криза која што има, бидејќи во одбојката често пати се случуваат за одигрување на еден сет одредени кризи, а тоа го видовме на светското првенство, каде што има двоство, но една криза моментална, па губат неколку поени и така. Ричлиев, јас ти благодарам. Спомнавме светското првенство, очекуван ли беше епилогот за Италија да биде светски првак? Кога се играе во групи, баш гледав италијанците играат се мача и после кога дојде елиминацијската фаза, со кубанците едва и поминаа. После французите точно исто пана мускули 3-2, меѓутоа јас го знам квалитетот на италијанската одбојка и баш со играчите им кажа, викам италијанците ќе направат збрки. И така излезе. Они успеа на преходното европско првенство, они го освоја шампионатот во Европа, исто, како што гледаве играта со против поляците во финалето на светското првенство, така игра и со словенците во финалето на европско првенство и многу лесно го добија. Исто го изгуби први сет и после трите сета како да е пресликано што веко. И што многу значајно и многу лесно го добија. 25-18, 25-19, победеше на Полска пред 10.000 народ. Ја преферирав Полска Словенија. Не, да. Финале. Луѓето едноставно не грешија. Секој спорт игра на грешки, поготово одбојката и тенисот, таа екипа што греши губи поен. Значи директно влијае. Значи тој што греши губи. У фудбалот можеш ќе направиш пеналот ќе се промаши, ама одбојката поен и толку е. Така. Кире, благодарам што издвои време да бидеш дел од емисијата Виспорт. Многу успех пред се во Холандија. Нека се развиори македонското знаме и знамето на општина Струмица против Динамо Апелдорн и да дојдете со еден добар резултат кој што овде пак ќе биде верификуван во СРЦ Јане Сандански во Скопје билетот за второто коло од Лигата на шампиони на ЦЕФ, односно на Европската одбојкарска федерација. Благодарам за убавите зборови. Ево од името на играчите од стручниот штаб, само кажам дека се што е до нас ќе направиме, верувам дека ако треба и последните автомобилци ги дадеме. Извини, само вообичаено правите стриминзи на вашата фан страна. Значи ли тоа дека и од Холандија може да гледаме ваш стриминг или ќе биде забрането? Не. Дали може да се надеваме да барем видиме дел од атмосферата и дел од играта таму? Еве ние струмичани кои што не можеме да одиме за Холандија. Ако нема директен пренос на неконвенционална телевизија, ние ќе си дадеме на нашиот канал. Ако има, тогаш ще има забрана. Знам тука кој има проблем со МТВ кога дава директен пренос, не смееме ние да пренесеме, на малку се бунат. Ако ние таму ќе прашаме домаќините, ако има директен пренос, добро, ако не,
Така, добро. Во ред, значи Струмица Никоп е каналот кај што ќе може да го гледате Од доколку има 19:30 можности. играме. Ете така. Благодарност уште еднаш, многу успехи, дај Боже со добри резултати, добри вести од Холандија и она што го спомнав пред малку, во Скопје да се верификува билетот за второто коло, зашто да не да се слушне името на Струмица Никоп и во одбојкарска Португалија, бидејќи рековте, имате респектабилен тим, имате тим кој што може да се носи со европската одбојкарска елита. Благодарност уште еднаш вам, почитувани гледачи, благодарност за вниманието, продолжуваме со останатите содржини. И на крајот ова издание на емисијата Виспорт само подсетување на останатите информации кои што доаѓаат од спортските екипи од Југоистокот. Академија Пандев и Беласица веќе утре ќе играат од куп надпревари и тоа пред своја публика. Академија Пандев игра со Тетекс на спортско-рекреативниот центар, Беласица пак на градскиот стадион Благој и Статов. Надпреварите започнуваат во 15 часот. Во последното првенствени настапи Академија Пандев претрпе пораз на гостувањето кај Тиквеш со 2:1. Таму се случи рокада. Александар Васовски е новиот стратег кој што ќе го предводи тимот во продолжението на шампионатот, а пак Струмишка Беласица ремизираше со Пехчево. Во останатите две екипи кои што се од Југоистокот, Детонет Плачковица и тимот на Кожув одиграа свој дуел, меѓусебен дуел, и тоа во Гевгелија, каде што Кожув славеше со 2:0. Подсетување дека 3 екипи од Југоистокот се надпреваруваат во единствената втора фудбалска лига на Македонија. За сега најдобар учинок имат Радовишани и тоа со 7 освоени бода. Останатите екипи од Југоистокот се уште мируваат, доправа се очекува да стартуваат нивните првенства, иако во Суперлигата ракометот Радовиш ремизираше на стартот од новата сезона. Доправа се очекува да земат учество во првата ракометна лига на Македонија, каде што има представници од Богданци, Гевгелија и Струмица. Но секако дека преку емисијата Виспорт ќе информираме за се она што е актуелно во спортот од Југоистокот со оглед дека Канал Вис е регионална телевизија. Почитувани, тоа би било се во ова издание на емисијата Виспорт.